Почитувани мои, добар ден. Собранието на почетокот на ноември минатата година ги усвои за измените на Законот за здруженија и фондации, според кои се забранува граѓански здруженија, фондации и политички партии да користат имиња, прекари, псевдомини, кои се поврзани со фашизам, нацизам, геноцид, Третиот рајх и слично. Дали ќе се променат спорните имиња на клубовите останува енигма. Рокот е денеска, 16 февруари. Од двата клуба со спорни имиња, едниот клуб побарал промена на името, а од другиот клуб немаат поднесено барање. А во Македонија се е поголем бројот на бугарски здруженија и подружници. Албанци од Гостивар формираа подружница на Здруженијето на бугари Шемето со седиште во Лабуништа, Струга, формирана од албанци со бугарска самосвест. Во март 2022 година по едно здружение има во Битола, Прилеп, Велес и Кавадарци, Куманово, 2 во Охрид и Струмица и неколку во Скопје. Вчера министерот за надворешни работи Бујар Османи оствари средба со представници на организации на бугарската заедница кои побарале смирување на тензиите на релација Скопје-Софија. Но провокациите продолжуваат. Нова изјава на Христијан Пендиков: во Македонија е нормално да те тепаат, да те пцујат и да те стрелаат затоа што си бугарин. Има ли вистина во оваа изјава или е дадена со намера да се подигне тензија пред новите средби на комисиите за историја? Законот за именување на клубови и здруженја е донесен, но дали ќе се примени ако не се променат спорните имиња? Денес на Инстаграм стори, доколку кликнете, а пред се не заследите, ве прашуваме и следново. Дали со вметнување на бугарите во Уставот ќе се реши проблемот? Две опции за можност за одговор, да или не, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде кон крајот на ова издание, што значи после рекламите. И тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на Facebook Црвена линија, секако и Телма профилот на Facebook, каде што ги објавуваме нашите теми, а и секако да коментирате, лајкнувате и шернувате. Предност имаат секако вклучувањата и оние со кои што денеска ќе водиме оваа дискусија, тоа сте вие, драги мои гледачи, кои што на 02-307-00-05 треба да ни се јавите, да го намалите тонот на телевизорот, да зборувате само преку слушалка, тоа мора да го повторуваме постојано, најверојатно, и секако да го кажете вашиот став, размислување и да ни дадете одговори на прашањата кои што ги поставивме за вас денес. Ако веќе имаме гледач, црвена линија, јас нема да должам многу, веднаш ќе го вклучиме гледачот. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Па еве ќе почнеме со прашањето од анкетата, дали со вметнување на бугарите во Уставот ќе се реши овој проблем? Видите, тој проблем никош нема да се реши, затоа што бугарите не од сега, туку 100 години уназад тие прават некои циркузи со сите тие малверзации што прават, поготово тие не признава македонец, македонски јазик, нација, не признава. Али јас се надевам денески ова што завршува со решението за тие две здруженија, кои културни здруженија што се формирани во Битола и во Охрид, треба комисијата што ја формира власта на Република Македонија да донеси поткитна одлука да престанат или да се пререгистрираат имињата двете на Иван Михајлов, крвникот, и цар Борис III, фашистот, да не постојат, затоа што голем е револтот кај граѓаните на Република Северна Македонија. Затоа јас ги повикувам комисијата подхитно и Централниот регистар, ако до 24:00 ноќески не достават промена, да се избришат од регистарот. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Она што треба да подсетиме е дека клубовите секако ќе има во име на добри соседски односи, она што е спорно имињата на клубовите и се разбира, доколку не се сменат, се разбира ќе има реакција и како што слушнавме, гледачите имаат видување и по ова прашање. Но јас исто така ќе сакам да слушнам
дали законот за именување на клубови и здруженија покрај тоа што е донесен, сметате ли дека ќе се примени ако не се променат спорните имиња? Интересно е дека е побарано барање за смена на името на клубот во Битола, ама другиот клуб воопшто не ни поднел барање. Па ајде да слушаме што мислите вие. Ајде тиче, катиче. Само тинче, не сум од Катина Тина. Па плесмата иде тиче, катиче. Така како песната, да, простете. Затоа почињам, зашто после ќе бидем малку уставно, може ќе забегам од уставот. Ајде сега да правиме вака муабет. Што мислат бугарите, што мислат албанците? Ние македонците што мислиме? Ние македонците. Дали сме во окупација, да не смееме да кажеме дека сме македонци од Македонија. Сега по твоето презиме ти не смеш да кажеш дека си југословен, југословенка дека си. Да разбереш? Не постои термин југословен во пописот. Зошто зборуваме така? Еве јас ќе ти кажем, зошто ги гледаме у парламентот, од временава и се вклучим у парламентот, кој ти чепнеш дека ние се однесуваме како да сме под окупација. Така се однесуваме. Како да сме под окупација. Ништо нема македонско. Не смеш да кажеш дека си македонец. Може ќе завршиш затвор, овој Гуливер Спасовски, одма може да се четник. Сега вака, јас знаете дека не сум на копчето, но црвената линија е активна, значи е исклучително сензитивна, доколку се спомнат имиња, погрдни зборови, зборови на насилство или зборови кои што алудираат нели говор на омраз. Значи црвената линија, како ќе се спомне таков збор, знаете, имавме ситуација каде што гледач самиот на себе си кажа неубав збор, па црвената линија реагираше. Само внимавајте на употребата на зборовите, тоа не значи дека не можете да го кажете она што сметате дека треба да го кажете. И ќе посетам, сепак сме емисија за целата публика, што значи не следат и малолетни гледачи. Добар ден за новиот гледач. Здраво. Здраво, секој е добро, во црвена линија сте. Благодарам и вам. Па еве прашање, еве анкетното, дали со вметнување според вас на бугарите во уставот конечно ќе се реши овој проблем? Види вака, прашањето не е дефинирано до крај, бидејќи поставеноста за вметнување на бугарите во уставот треба да пише додатно прашање во тука дека треба да бидат они уставотворен народ. Значи уставотворен народ, а не да бидат малцинство. Значи, уставотворен народ е многу по-различно од она што е малцинство. Значи, они фактички доаѓа дека они носеле одлуки, они решавале за се и они ќе решават и во иднина. И така да сум нормална работа против тоа. Али ако они имаат желба како малцинство да се вметнат у држава, апсолутно нема проблем. Значи, кога водиш покрај сите други, пиши го и Петко внутре, големо чудо. Работата е уставотворен народ, утре ќе ти бараат да бидат директори, управни одбори, чуда, све, значи, ќе бараат исто застапеност. Како што овие другиве, да не ги кажам сега по име, значи, како што они се сега застапени секаде во сите институции државата ни цвета и со овие бетерки ни цвета. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за вклучувањето во црвена линија. Сега малку ќе се префрлиме и на Твитер. Со оглед на тоа што нели ги издвојуваме некои од многуте твитови кои што ги има од Твитер заедницата, секако можете еве да коментирате и на тоа и да се надоврзете или можеби да дадете и свое видување. Почнуваме со твитот на Димко кој што напиша дали постои постапка да му се одземе македонското државјанство на предавников и да му се забрани влез во Македонија. Ова е твит како реакција од страна на Димко на насловот дека во Македонија е нормална работа да се тепаат и стрелаат бугари, а полицијата да не превзема ништо, тврди Пендиков од Софија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден.
Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Во за уставот дали го реши проблемот? Ме слушате? Да, цело време ве слушаме, продолжете. Ако бугарци сакат војна и тие албанци, ќе ја добијат и ќе видат што е војна. Ма чујате? Продолжете, ве слушаме. Толку заврши. Толку? Добро, ако е така, во ред, благодарам. Само еве ќе напоменам, таква е темата, знам дека можеби некои од вас сте и револтирани, но ве молам изборот на зборови. Црвената линија, ќе повторам по кој знае пат, е многу сензитивна. Значи, спомнување имиња, погрдни зборови, навредливи зборови, говор на омраза, автоматски ќе реагира црвената линија и ќе бидете исклучени. Добар ден. Добар ден. Јас малку послабо денес ве слушам. Дали ќе може погласно малку? Добар ден. Добар ден, секој е добро. Бодро добар ден. Голем поздрав и до вас. Сакам ја да кажам дека бугарите нема да влезат у тоа. Нема да што да. Кој ме од тие бугари ме? Кој сме? Та ще треба одно да затворат. Да затворат овие таму. Таа бугарски овие. Одбито. Како не ги срамне? Бугарите го искрчија у Софија, у Благоврат. Овие очуваат опоници. Така е. Бога би јас тенам тоа на оваа држава. Не знам каква држава. Треба Богом државу. Тоа е. Кажам. Да се каже на некој. Да тете доше мене. Тете. Па ќе размеја. Дека 300 бугари не може да ме оставаат 300 клубови. Како ме 300 клубови? Те имаме клуб на бугари? Те имаме. Има у Грција немаме. Има у Србија немаме. Кај имаме ние клуб македонски? Никаде нема. Не сам јас, ани треба да се го кажа. Чуктам такта во глава. Да кажем, вака не се води. Вака не се води држава. Така да попратува држава. Упропастува држава. Да пуштиме, да живее народ. Пријатно. Неверојатно гледачот се исклучи. Добро, ако е тоа се, благодарам за јавувањето. Да има повторно на Твитер. Маркос Алонсо напиша: а по кој закон или конвенција или начело не смееш да го промениш декларирањето, националност или вера? 42 му напиша: ја промашуваш темата, се работи за реципроцитет, но и за почит кон другиот, оно што бугарите го уживаат во Македонија, оние кои што се чувствуваат како македонци во Бугарија, можат само да го сонуваат. Верувам дека веќе имаме некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден, дали сум јас? Да, вие сте во црвена линија. Јас сум Бабаровска, село Орман. Баба Роска, сметате ли дека со вметнување на бугарите во уставот ќе завршат овие проблеми? Не. Пак ќе се продолжат проблемите, како што едно добијат, па друго барат, па тоа ако добијат, па друго ќе барат и никогаш нема да не они ослобода да идеме во Европска унија, тоа е наредено од Европската унија. Тоа се осеќа колку да си неучен, неписмен, се знае. Меѓутоа, ајде бугарите дека ги внесат македонците у нивниот устав, па после да барат ние да ги внесеме нивните. Дали е доволно за темата што кажав, сакам нешто друго тинче да кажам. Сабале Беш добила еден поздрав од Кавадарци. И друг пат сам го поканила човекот и сега го поканувам, фала му на поздравот. Па со синот го покануваме и него и жена, ако има и жена му да ја земе, ако вози да дојде со кола. Ево, отстапивме неколку секунди време да си кажете тоа што и побаравте од интимен карактер. Верувам дека му се обративте на гледачот Кавадарци, како да благодарам Баба Роска за јавувањето.
А сите останати ќе ве потсетам да се држиме до темата за денес која што зборуваме, бидејќи доколку има гледачи кои што подоцна ќе се вклучат во црвена линија, да не следат, ќе добијат печеток дека зборуваме за нешто сосема друго. Добар ден! Добар ден, Македонијо. Ајде на помош денешен Свети Симеон Богоприемец. Честити имиња на некои се викаат Симеон, Симес, Симона. Им го честитаме името, а и вас ве прашуваме дали со вметнувањето на бугарите во Уставот конечно ќе се реши овој проблем. Додека имаме во Македонија таква власт која не брани ништо македонско, че имаме, дори сме живи, дори постои веки свет проблеми ние. Порано ни беше кажано од еден премиер, пред Ковачевски, дека ќе виткаме кичма пред тие околу нас. И то си прават тие како партија. 78 години виткаат кичми пред непријатели на Македонија. И со влегување на бугарите во Уставот, нема тука да се реши наши проблеми. Уцените, кога има во Македонија безкичмена партија на власт, која предава се македонско, мрази се македонско, нашите проблеми нема да прекинат. Тие се најголем проблем кај нас овде. А со оглед на тоа дека е донесен законот за именување на клубови и здруженија, дали ќе се примени според вас ако не се променат спорните имиња? Не менува ништо. Многу ќе беше подобро во наша Македонија ако се градеше македонски патриотизам. Нова партија СДС, од кој луѓе на власт пред 6 години, забрани да се свират химни македонски по македонски училишта кои ВМРО ги воведе и на тој начин од дечиња мали креираат предавнички менталитет, антимакедонски менталитет, безкичмен менталитет, за да бидат како нив идни генерации безкичмени предавници. Јас ќе потсетам, внимавајте на изборот на зборовите. Благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Ми јавуваат дека на линија имаме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Пријатно. Верувам дека добро се слушаме. Што се случи? Добро, а ако е таква состојбата, јас... Ало, добар ден. Добар ден, ако може малку погласно. Добар ден. Добар ден, секој добро, во црвена линија сте. Дали сте во црвена линија? Во црвена линија сте. Сега вака, бугарите никако во Уставот. Значи, промена на Уставот не иди у обзир. Од таваден се јавувања. Така? Тие ги се паа 12 деца у кавадарци. Сашо Пинџур го се паа и Мирче Асев. И евреите ги депортира. Таа е фашистичка држава и никако у Уставот ова влада нема подршка да го смени Уставот. Ова е порака од кавадарци. И ништо повеќе тоа не иде у обзир. Значи, они направиат 300 злобуми во Македонија. И не иде у обзир, а Натале оприлет да му биде јасно, сите влезли во Егејска Македонија и партизаните. Упочени се формира, али англо-американската војска нападна Егејска Македонија. Благодарам за јавувањето, останете да не следите, ќе потсетам и за оние кои што ќе се јавуваат понатаму да внимавате на тајмерот 90 секунди. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден ви посакувам и јас. Па еве според вас законот за именување на клубови и здруженија е донесен, а ќе се примени ли? Како ви изгледа? Јас ви кажувам, Ацо Гиновски на телефон, ако не го премени државата, законот, ќе го примени, ќе ги примени тие закони народот. Толку за нив. За бугарите. Значи, тие не треба да се спомнат више во Македонија. Они нема да престанат со провокации. Законите си постојат, државата да си ги примени. Ќе ве молам, значи јас повторно, Ацо Гиновски, доколку државата не постапи по законот, ќе го примени, граѓаните ќе ги применат законите. А дали тој, како се вика, за надворешни работи, дали трет, пет, ќе си го добие и он. Видете? И како нели да зборуваме на некој поинаков јазик, ве молам, бидејќи сакаме да ви го слушнеме мислењето.
Потрудете се да го кажете својот став без употреба на погрдни, насилни зборови и секако да не алудирате на насилство. Ако немате впечаток зошто е тоа така, сепак ние внимаваме од етички аспект. Црвена линија е сепак емисија наменета за целата публика, што значи не следат и малолетни гледачи, а не би сакале нели да слушаат погрдни зборови. А се може да се каже, ставот секако си останува став. Само е важна употребата на зборовите. Нека бидат пристојни. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, ви посакувам убав ден, па еве, како вам ви изгледа законот е донесено, дали ќе се примени? Па мислам, ало? Да, ве слушаме, продолжите. Ме слушате? Па мислам, тој закон ако дојде, ќе биде као малци погрешен во тоа што чувството на луѓето е многу полош во однос на клубовите што ги остават и така натака. Меѓутоа, овој што изјавува дечко што го степале тука, Пендиков. македонец, но Пендиков, да, многу лошо изјави доле во бугарскиот во бугарската телевизија. Така да, тој не знам дали ќе има можност тука да дојде следниот пат. Ако му се ќе му искршат и другата, вели сама тоа е лоша работа, поготово за нас како пасите. Нас бугарите ни задува да одиме, да кажеме, во НАТО. Не ни направија проблем. Зашто ни прават проблем сега, да кажеме, во Европската Унија? Што тоа значи? Тие не можам да ги сватам, значи, зашто едно ни дава, друго ни кочат. Ајде да кажеме, грците од време и едно и друго ни правеа. Ама сега тие зашто така ни прават? И сега е влошена ситуацијата во однос. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија и ќе потсетиме дека вчера министерот за надворешни работи господинот Бујар Османи оствари средба со представници на организации на бугарската заедница кои побарале смирување на тензиите на релација Скопје-Софија. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Добро, кога ќе потсетам на 0230700005, 5 линии се активни, што значи брзо можете да бидете достапни и само е важно да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, јас ми се чини дека ово стана голем баук со нашите бугари кои што на некој начин до вчера беа македонски патриоти, се бореа за каузата на македонштината, а сега одеднаш тие сите истите стана благонадежни бугари. И сега господата кои отидоа наводно да се лечат во Бугарија, значи се плашат да се вратат назад. Па тој ако е чист, значи нема позади себе некакви опашки, некакви несакани постигнати цели, сигурно дека ќе му биде страв да се врати назад. Затоа што тие сите кои се тепале меѓу себе, сите тие биле на некој начин, што се вика млади сили на ВМРО. И сега тие како одеднаш стана бугари и како стана тие благонадежни, што се вели, значи мене не ми е јасно тоа. Како може луѓето да бидат, што се вика, со две лица? Или си македонец, или си бугарин. Значи, или си нешто сосема трето и треба да го почитува. Ако веќе, значи, испаѓа ова како некогаш кога сме биле до 44-та година сме биле бугари, од први 45-та година навака сме македонци благодарени на Тито. И мислам еднаш за секогаш треба да се тргне таа маска. Ке потсетам внимателно со тајмерот 90 секунди, но и секако ќе се заблагодарам за вашето вклучување во црвена линија. Ајде малку повторно на Твитер.
Има напишано, коментирано на овој наслов, Сдруженијето Цар Борис III побара промена на името, а тој напиша како ќе се вика, Цар Самуел ли? И ретвитнато од страна на Маунт Мацедон, подобро би му одговарало Пендиков, ново здружение со име на нов бугарин. Твитерџи многу коментирано, јас ќе подсетам, предност имате вие на 023070005, време да слушнеме нов гледач. Добар ден. Добар ден, Македонијо. Добар ден повторно. На македонштината, да се наврз... кој е најважно за Македонија. Кога има народ со силна македонштина, никогаш нема да земи ни бугарски пасош, ни туѓ пасош. Сега некој се чуди и вика, оти вака луѓето постапуваат. Па ако се прави тортура во Македонија, врз македонци, ако ја сакаш Македонија, те става в затвор. Ако веиш ваме македонско, те става в затвор. А некој... Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, одлично ве слушаме, повелете. Епа добро, јас сакам да прикажам нешто. Тоа треба да се прекине, да се прекине со било какви разговори со Бугарија. А иначе јас одам за Велинград, попустува да има добри луѓе. Меѓутоа ќе пред Велинград еден човек ме сретна и ми праша вика кој ќе се обединиме. Тоа жива вистина. Меѓутоа викам културно да викам, а овака викам не знам. А бугарите не сакат ни културно, ни никако. И затоа треба да се прекине секој разговор со нив. И ние ако сакат да не окупират, ние внатрешно ќе и победиме. А еве, сметате ли со оглед на тоа што законот за именување на клубови и здруженија е донесен дека ќе се примени ако не се променат спорните имиња? Ама тоа треба да се укине, не да се примени. Да се укине, тоа е злонамерно, не е добро намер. Какви клубови, какви бакачи. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добро. Еве. Одеме со твит. Сезнајко, напишал Батево, Пендиков, што крива негатива за Македонија и македонците во Бугарија, еден ден нема да им треба веќе на бугарите. Ме плаши да не му направат нешто како што правеле во историјата и за тоа да не обвинат пак нас. А ние имаме гледач. Добар ден. Добар ден, дали сте ја на линија? Да, на линија сте, повелете. Поздрав од Кавадарци, поздрав до Бабароска. А слушам многу убаво зборува и за тоа поздравувам, иначе не ја познавам. И сакам и други такви на таа возраст да се јавуваат, да зборуваат убаво, да кажуваат за оваа криза, за се, оти они знаат, старице по годинице, и знаат се што се случувало пред тоа и сега. А за вие бугарските клубови сакам да кажам. Сето ова бугарите го прават за качка со македонците, како русите што влезија во Украина, поради тоа што во Украина русите ги немале никакви права, сега вие го натепале, на ние не му давале клуб да отвара, на ние ноа му правеле, воа му правеле, и за да можат да влезат во Македонија да направат пустош тука и да не можат да окупират Македонија. Сето тоа се прави заради тоа. А тука има продадени души како Јуда во Македонија и за пусти пари се пишуваат бугари. Како пред тоа не биле нивните родители бугари, се кажувале македонци, учеле на македонски. И нивните деца ги пишеле. Па во времето на Југославија не беше диктатура. Кој што се каже може да се пише. Дали е албанец, дали е бугарин, дали е србин. Можеа имаа право сите кој што сака да се пишат. Но воа сето се прави само за пусти пари. За пари се ќе продадат. И душите нивни си и продават, и бугарите тоа го прават само за да можат туа да влезат. Благодарам и вам, поздрав до Кавадарци од црвена линија, а сега одиме со реклами.
Секако тука по рекламите ќе ве потсетам да не заследите на социјалните медиуми. Дискусијата за она што го зборувавме денес слободно може да продолжи токму преку коментари, лајкови и шернувања, значи Facebook црвена линија, Телма телевизија исто на Facebook, Twitter и Инстаграм. Инстаграмџи денес свака одговорија на нашето прашање. Дали со вметнување на бугарите во Уставот ќе се реши проблемот? Со 15% со да одговорија 15%, а со не одговорија 85%. Продолжите да не следите, секако кликнувајте и давајте го вашиот одговор на нашите прашања. А што се однесува до клуб за забава, јас за многу кратко време ќе ве замолам да останете со Телма, поготово со мене, и се префрламе во клубот кој што се вика Завртина. Телма таму се е релаксирано, расположено, а има многу вредни награди. Се гледаме за кратко.